Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Директно. Светот се прегрупира. Доналд Трамп најавува нова, па се повлекува конфронтација со Европа и можно отворање на други трговски фронтови. Додека Давос предупредува на глобална економска и политичка нестабилност. Во ваква геополитичка и економска турбуленција, каде е Македонија и дали има јасна надворешна и економска дипломатија? Вечерва во Директно на оваа тема дебатираме со Васко Наумовски, поранешен дипломат и професор. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добар ден. Џабир Дерала, граѓански активист и долго време во сферата која што ги наблюдува овие општествени процеси и промени. Добар ден, добре дојдовте. Од Цивил и од МЦМС ни доаѓа Александар Кржаловски. Добар ден, добре дојдовте и за вас. Наумовски, ајде да почнеме од това што беше најсвежо, може би овие денови што се случуваше во Давос, каде што почна со еден нескриен песимизам целиот самит, па заврши прилично умерено со оглед на тоа што Трамп се повлече од она реторика за војна со Европа практично и за освојување на Гренланд, но сепак останаа да висат доста темни облаци во таа најава на прегрупирање во новата геополитичка карта. Може ли да се оцени самитот како успешен? Овој самит секако е еден од настаните каде што доминираат економските теми, како што кажува, впрочем и самото име, и настаните околу самитот, изјавите, учесниците и така натаму беа фокусирани на економијата, енергетиката. Секако, како што споменавте, појавувањето, учеството и говорот на претседателот Трамп може би предизвика најголемо внимание, како што, впрочем, тој самиот во неговиот говор потенцираше дека еве сега многумина се мисли на Европа можат да здирнат затоа што тој се обврза да не употребува сила во неговите намери за контрола врз Гренланд. И тоа сметам дека е еден настан кој што го одбележа овој самит, односно еден позитивен чекор во каква таква деескалација на односите помеѓу САД и европските држави, пред се западноевропските држави, членките на НАТО, кои што се сојузници со САД во ова алијанса. Дополнително, мислам дека покрај ова потврда за неупотребата на сила, промоцијата на така наречениот борд за мир, за обновата на појасот Газа беше еден друг момент кој што го одбележа самитот, и секако сите држави кои што учествуваат таму имаат за цел да ги заштитат своите политички, безбедносни и економски интереси. Претседателот Трамп, како што споменавме во најавата, е еден претседател кој што воведе нови правила во меѓународните односи, односно се фокусираше на она што го најавуваше во неговата кампања, заштитата на американските национални интереси, Америка на прво место. Тоа секако не им се допаѓа на оние кои што се залагаат за поголем фокус на мултилатералната дипломатија, мултиполарниот свет, но реалноста е таква како што е и повеќе од јасно е во изминатите месеци видовме дека сите држави треба да се адаптираат на овие новонастанати околности на меѓународната сцена, предизвикани од оваа нова политика на американската администрација. Да. Дерала, дали во тој мини конфликт, ајде не е ни мини, што изби меѓу Европа и САД, на крајот единството на Европа како да го на некој начин одврати Трампот таа намера дека дури може би и воено да интервенира за да го земе Гренланд? Впрочем, европското единство е императив за да може да се заштитат и континентот и воопшто демократијата. Во Европа едно и пошироко и нивното координирање, и би рекол дека тука не е само Европа, туку и Канада одигра многу важна улога и посебно мора да се истакне говорот на Карни, премиерот на Канада. Во прашањето и се состои одговорот. Единството на Европа може единствено да ја зачува стабилноста и постави баланс меѓу се поволатилната ситуација во светот. Тоа е тоа. Кржаловски, нормално ли е тоа што ние разговараме за дури еве колку и да изгледа тоа нереално за војна меѓу САД и Европа?
нестварливо изгледа тоа, непоимливо барем до пред некој период и веројатно е далеко од тоа, токму заради таа констатација на председателот Трамп на самиот повик. Па мене е прашањето зошто всушност се дојде до таква ситуација или што се тоа. Има многу различни варијанти, пошто на крај све се сведува на шпекулации зошто се доведе ескалацијата на особено околу Гренланд до тоа ниво, да бидејќи очигледно испадна дека не е да ја поседува САД таа територија, иако според мегаломанските амбиции на Трамп не верувам дека е тоа исклучено како опција, дека навистина сака да остане забележен како председател кој ја зголемил значително територијата на државата. Но да речеме дека тоа беше преголем залак. Другите коментари беа дека тоа се употребува за да се добијат концесии за многу други работи, од минерали до воени бази. Проблемот таму испадна што сето тоа го имаат американците со постечкиот договор со Данска од 51 година, така да не држеше многу вода и таа објаснение. Третото беше дека е некое дефокусирање, дали од Епштајн фајловите, дали од ова што се случува во Минесота, која нема резултати на домашна сцена, сега ќе правиме нешто, ќе го киднапираме Мадуро, ќе збориме за Гренланд, да се заташкаат работите дома. А четвртата теза што ја слушнав ми изгледа најреална и веројатно од таму дојде поголем притисок отколку од самата Европска унија, а тоа е од берзата, односно дека за тој еден ден пред Давос берзата падна 4% или тоа е 1,2 трилиони долари. Кога такви промени има, таа за 2 дена се врати откако се исправи Трамп у реториката, дека нема да има војна интервенција, вредностите полека се не дојдоа на истото ниво, но полека почнаа да се враќаат. Ама во тие 2-3 дена, кога толкава е трилионска промената, некои станаа милиардери, или го зголемија, најверојатно милиардерите го зголемија за уште некоја милиарда своето богатство, само за тие 2 дена тргување. И веројатно притисокот беше тоа, ама ништо чудно да луѓето блиски до Трамп заработија многу пари од само тие две изјави и периодот меѓу нив. Дерала, сакавте да... Кој доминира во председателствувањето на Америка? Политичарот Трамп, бизнисменот Трамп или граѓанинот Трамп? Па не знам колку тој може да се нарече граѓанин, бидејќи ги нема воопшто атрибутите на било што може да се опише како граѓанско. Се разбира дека тој е еден трансакцијски политичар кој има проблеми најверојатно, ако ги гледаме извештаите на експертите по психологија и по ментално здравје, има проблеми да се концентрира, најблаго кажано, односно когнитивни предизвици. Во секој случај, тој кон светот се однесува како кон real estate, како кон имот, меѓутоа многу лошо го прави и тоа, така што кога би добил агенција за недвижности да води, сигурен сум дека нема да биде многу успешен на ова ниво на кое се наоѓа сега човекот. Може би порано бил и стекнал големи пари токму со недвижнини. Апропо војна со Америка, Европа нема никогаш да влезе во војна со Америка, барем во некое време кое можеме да го предвидиме. Во догледно, долго време нема да биде таков предизвик, нема да постои. Дури и да дојдеше до некакви немили ситуации на кои Трамп верувам дека е спремен, сепак немаше да дојде до војна, до full scale. Тоа што е загрижувачки, крајно загрижувачки, а на кое предупредуваат и француските и германските врвни воени лица, генерали, а тоа е дека Европа може да се соочи со многу сериозен воен конфликт, и тоа со Русија во наредните 2 до 3 години. Беше малку подолг рокот за кој зборуваа до пред скоро време, меѓутоа тој рок се скратува сега и, како што кажав, и француските и германските генерали предупредуваат на многу сериозна можност од војна во Европа во наредните 2-3 години и предупредуваат на тоа дека општествата во Европа
се заспани, буквално, и тој збор го употребуваат во своите анализи и изјави. По доаѓањето на Трамп долго време се чекаше и завршување на војната во Русија и Украина, бидејќи тоа беше едно од ветувањата. Сега вие зборувате тука спротивно за продлабочување можеби на таа војна операција. Ајде да го чуеме прво мислењето на Наумовски, па ќе се развие и дебата, претпоставувам. Гледаме преговори се многу често, зачестија во последно време околу завршување на војната во Украина. Очекувате ли дека еден таков, дека може прво да дојде до нејзино завршување, а потоа и до нова динамика во геополитичките односи, каде што нема да преовладува само ова, како би рекол, едно безредие во креирањето на правилата? Па, две прашања се тука клучни. Така. Во однос на првото, колку сме близко до крајот на војната, иако ветувањата беа дека ќе се реши прашање многу брзо во кампањата, откако реално се зафати со ова работа и американскиот претседател Трамп веројатно увиде дека нема да оди толку лесно целата постапка за постигнување на еден траен мир таму, но сметам дека во последните недели има едно значително поместување, што може да се види од оние најнови изјави на украинскиот претседател. Две прашања беа таму клучни. Тоа беа прашањата за гаранциите на украинската безбедност, кои што треба на некој начин да се дадат од страна на САД, и второто прашање е на територијално прашање во однос на Донбас. Во однос на прашањето за гаранциите, како што можевме да видиме од изјавите во последните неколку денови, тоа прашање горе-долу затворено, останува да се разреши статусот на оние територии кои што се уште не се под контрола на руската војска, а формално се дел од она територија која што тие прогласија за нивна во оној потек за припојување на територии кои што претходно беа дел од Украина. Реформите кои што се направи, односно кадровските промени во раководството, военото раководство на Украина во изминатите неколку недели, сметам дека се во насока на омекнување на ставот на Украина. Ситуацијата на теренот исто така не оди во прилог на Украина и мојата претпоставка е дека во наредните неколку недели можеме да ги видиме контурите на идното мировно решение таму, што ќе биде добро и за Украина, и за Русија, и конечно и за Европа, особено за незината економија. Сега во однос на второто прашање, како ќе се одвие онаа втора фаза, односно постконфликтна Украина, и како Европа ќе се постави тука. Европа е веројатно пред еден од најголемите предизвици во својата повојна историја, односно во ситуација кога има значително нарушени односи со Руската Федерација и во исто време нарушени односи, условно речено нарушени, поинакви односи од оние традиционални односи со Соединетите Американски држави. И сега, доколку во минатото ние зборувавме за една заедница, едно трансатлантско единство помеѓу САД и Западна Европа, како една спротивност на Руската Федерација или пак поранешниот Советски сојуз историски, сега зборуваме за една ново настаната реалност. Други ентитети во светот го зајакнаа своето влијание, Народна република Кина, земјите од Блискиот Исток, економијата е значително променета, состојбата во енергетиката е значително променета, внатрешните предизвици со кои што се соочуваат западноевропските држави се поинакви и сметам дека ќе биде вистински предизвик како Европа ќе се постави понатаму, дали ќе се подготвува и понатаму за еден воен судир со Русија, каков ќе биде ставот на Соединетите Американски држави, дали после, сега веќе може да зборуваме и за крајот на мандатот на претседателот Трамп, дали после него ќе дојде американски претседател кој што ќе ги врати на она ниво односите меѓу САД и Европската унија, или пак имаме повторно еден републикански претседател кој што ќе ги продолжи овие ставови. Значи има многу непознати во целата или републикански што нема да ги продолжи кој што ќе биде дел од оној традиционален мејнстрим таму, и со сите овие непознати во ровинката многу тешко е да предвидиме прецизно што ќе се случува. Можеме да зборуваме за повеќе сценарија, оние подготовки за воен судир со Русија кои што започнаа многу брзо после
руската инвазија врз Украина, веројатно се дел од сценариото за подготовка за судир со Русија, или пак сценарио во кое што ќе имаме една нова динамика, односно европските држави ќе увидат дека можеби намалувањето на тензиите со Русија е корисно за нивните економии, имајќи предвид дека во изминатите неколку години државите кои што најмногу помага на Украина, воено и финансиски, го почувствуваат тоа и во сопствените економии и едноставно растот на оние новонастанати или екстремно десничарски партии во многу држави од Европа ќе предизвика враќање на односите со или оби за враќање на односите со Русија на ниво какви што беа пред почетокот на оваа војна. И ако сметам дека тоа нема целосно да се оствари во брзо време, правецот кој што ќе го фатат европските држави, Европската унија ќе биде интересен за анализа во наредниот период. Не би рекол дека прво јас сум новинар, не сум дипломат, заради тоа и нема да зборувам во дипломатски ракавици, се разбира, но не би рекол дека овој наратив е целосно во соодветство со фактите. Пред се, например, на теренот Украина, кој ќе се каже на теренот Украина не е во добра состојба, прво треба да знаеме за кој терен зборуваме. Ако зборуваме за боиштата, тоа е една многу неизвестна ситуација, меѓутоа на двете страни. Русија до сега изгуби повеќе од 1 милион војници. Нејзината економија многу сериозно е намалена, трпи многу сериозни удари. Иако е во коалиција со неколку држави, тоа не е една држава против друга. Овде имаме коалиција на држави, имаме преседан во кој држава од крајниот исток испраќа војска да се бори и да загине таму на европско тло. И исто така, ако погледнеме на теренот, ако го сметаме теренот, теророт кој трае 4 години врз украинските цивили и непрекинатото бомбардирање и теророт со дронови кои доаѓаат и од Иран, например, ете уште едната оска, ние имаме една поинаква ситуација. Путин сака да го добие тоа што не успева да го добие 4 години против далеку послаб послаб учесник, нели, во дуелот, ако може така да се каже, значи поддалеку послаба армија, поддалеку Добро, но дали е сега на праг да ги официализира, ете, барем оние освоени територии и делови кои што веќе се јасни? Путин добие тоа што не успеа да го добие по воен пат, а тргна да го добие по воен пат. Добро, за 3 дена не успеа да го добие Киев, меѓутоа делови од Украина де факто се под руска контрола. Од 2014 година, да се разбере. Добро, за Крим ако зборуваме, сега зборуваме за тогаш трае континентален дел. Таа агресија, иако од 2014 до 2022 година Русија држеше 10% од територијата на Украина, со full scale инвазија од целосни размери, Русија успева да добие уште 10%. Ја не гледам која е тука логиката да се каже дека Русија е во предност. Добро, и очекувате нека добро, мислам перцепциите се тие може да бидат вакви или онакви. Што очекувате? Очекувам дека постои можност да се замрзне конфликт. Меѓутоа замрзнување на конфликт не значи завршување на војна. Тоа го знаеме од искуството со сите други војни во значи слично како 2015 што се случи. Впрочем, така изгледа. Добро, Кржаловски. Па можам некаде измеѓу ќе биде моето гледање на работите. Ја исто ко Џабер што направи дигресија, не сум стручен за ова, но следам професорот Џон Мершајмер највеќе на ова прашање, пошто мислам дека прво е американец и чест коментатор на ова, има своја теорија за безбедносните прашања. Второ го сметам за еден од порационалните ликови во дискусијата за глобалните прашања, не само тука, туку и за Кина. Тој поише се сакира од Кина отколку од Русија.
Меѓутоа и за Газа, Израел, Палестина прашањето мене ми резонира највеќе некако, но не само тој. Се да не го цитираме Орбан, пошто испадне и он управа за многу работи, но еве Александар Стап, финскиот председател, и тоа во Давос пред некој ден. Значи, не гледам голем дека Европа треба да има голем страф или било каков страф од Русија, меѓу другото и аргументи што ги кажа Џабир за 4 години. Тие воено само 2% реално имаат освоено нова територија, бидејќи таа беше под контрола на локалните Руси од 2014 од Крим. Значи со 4 годишни напори, со многу 3 пати поголема армија и вооружување, не успеваат еве тие две клучни Краматорски и Славјанск да ги освојат, што ги бараат нели со договорот. Но од друга страна исто мислам дека нема да има никаков договор, ни прекиноген, ни привремен, ни замрзнување на конфликтот, дури не ги добијат тие. Вака или така. Значи, додека нема согласност, ова ќе продолжи. Васко спомена дека е на повидок, но ако тоа не биде дел од договорот, нема да запрати едноставно, ќе продолжи као што продолжи и после Аљаска, кога мислевме дека ќе се постигне брзо договорот летоска. Но Европа нема што да се секира од тие причини, бидејќи ако 4 години Русија не може 2% од и два поголеми града да освои, што се секира Европа која е 450 милиони. Европа се секира генерално комуцијата да не биде нарушена на живењето, како што... Ама тоа не се случи. Финска и Шведска се приклучија, Русија не ги нападна за да го спречи тоа. Значи нема никаква реална основа за било каков страф од Русија, освен нуклеарната опција, која исто видовме дека ни Путин не е толку луд, колку што изгледа, за да ја употреби, дури за да добие нешто за во овој конфликт со Украина. За Канада секако останува, ама сметам дека не е некоја реална опасност. Само да завршам за ова, да имам реална можност брзо да се, мислам брзо, месец, два, три, со ова што го зборуваше Васко, ако се прекрши, особено Украина, да тоа биде под руска контрола, бидејќи таму е границата. Ако попушти тој фронт, после никој нема до Киев како да се запрат руските сили, као што беше Втора светска војна. Сталинград 200 дена траеше битката само за Сталинград, а после до Берлин никој не можеше да ги запре руската армија. Така да тука е борбата, дали само тоа е прашање. Ја мислам додека не се постигнат условите Русија што ги бара за неутралност, за откажување од НАТО членство кое гледаме Зеленски се прекрши на таа страна, дека до тогаш ќе траат и војните действија. Але исправка не беше руска армија, туку беше советска армија. Која беа украинците. Добро, сега едно е ние можеме да сочувствуваме со Украина, да ја поддржуваме и така надмо, и така веројатно најголемиот дел од населението се чувствува. Аспектите на меѓународното право, суверенитетот, но реалноста на теренот е дека Русија ги остварува целите кои што ги зацрта со ова војна интервенција, почнувајќи во 2022 година. Требаше да трае 3 дена отприлика. Па не, трае толку што трае. Украина е таа што губи територија и на крајот на оваа война мапата ќе се редефинира на тој начин што делови од Украина ќе станат делови од Русија и Украина тоа ќе го потпише. Сега доколку е ситуацијата таква што Русија е слаба, не напредува доволно, тогаш мислам дека Украина би требало да одбие потпишување на примери и да продолжи да се бори и да се обиде да ги врати териториите. Лично сметам дека никогаш нема тие делови што беа во Украина да се вратат во Украина, ниту пак Украина ќе стане членка на НАТО и идното раководство на Украина ќе треба да се постави малку поинаку од она сегашното, што значи дека она што Руската Федерација го зацрта како цел, ние можеме да се согласиме, да не се согласиме, лично јас не се согласувам, меѓутоа, сакале или не, тие ги остварија своите цели и како наближуваме кон крајот на оваа војна, Украина во континуитет, почнувајќи од Крим 2014, меѓутоа немавме ние воена офанзива од 2014 до сега, имаме воена офанзива од 2022 година, во континуитет губи територија. Ние зборуваме волку проценти или толку проценти, тоа се илјадници квадратни километри кои што се под контрола на Руската Федерација. Само прашање, Васко, кои цели ги оствари Русија во Украина, ме интересира? Целта да, онака како што беше дефинирано со промената на мапата на Русија,
интеграцијата на териториите после одржаните референдуми таму, тие секако не се целосно во согласно со меѓународното право, но тие зацртаа тие 4 региони да ги припајат кон Русија. Тридневната специјална операција не, на никој не рече русите дека трае 3 дена. Имаше, ако не 3 дена, еднонеделна. Операција на русите требаше да влезе во Киев и да го симне режимот и да воспостави свој режим таму. Односно да ја освои Украина. Тоа беше целта. Целта имаше 4 години. Територијален аспект и тие се ближиме кон датумот на почетокот на целосната инвазија. Украина, да не забораваме колку поддршка добиваше и воена и финансиска и од Европа и од Соединените Американски држави, да беше Украина без таа поддршка, веројатно побрзо ќе завршеше војната. Но како и во секоја војна во историјата, околностите се менуваат, се брои крајниот резултат. Крајниот резултат е дека Украина ќе изгуби 20%, ќе видиме како ќе биде до крајот од својата територија и тоа беше една од целите на Русија. Сега ќе повторам, лично не се согласувам дека потезите на Русија се согласно со меѓународното право и така натаму. Меѓутоа реалноста е веќе кога зборуваме за меѓународно право, на многу пати се прекршија принципите на меѓународното право и со доаѓањето на администрацијата на Трамп и сега веќе некако инсистирањето на меѓународното право доаѓа како категорија која што не е докрај јасна ниту императивна. Точно е, тоа на некој начин го призна и премиерот Карни, го спомнал по втор пат, мислам дека заслужува во разговоров. Меѓународното право и секогаш било под удар од Втората светска војна нааму. Ние само треба да знаеме дека доколку Украина е барометарот на тоа што ќе се случува во остатокот од 21. век. Ако Украина ја изгуби војната, тоа ќе значи дека меѓународното право ќе биде тотално укинато. И дека ние ќе живееме во еден свет во кој ќе има најмалку 3 блока и во кој најсилниот играч ќе биде секако Кина, да не ја заборавиме, да не ја испуштиме во овој разговор, да ја спомнеме. И секако дека тука веќе ќе имате свет во кој агресијата ќе биде единственото мерило, односно силата, кој колку голема војна сила има, ќе биде единственото мерило за тоа што ќе се случува со некоја земја. Дали е тоа помала или поголема земја, поголема како Украина или помала како Македонија, се едно. Да, малите држави секогаш се некаков тип на колатерала при вакви прекројувања или нови геополитички предизвици. Затоа во вториот дел од емисијата одиме со реклами. Повторно во студиото со Кржаловски, Дерала и Наумовски дебатиравме за геополитичките предизвици кои што предстојат во овој дел од емисијата и како Македонија се снаоѓа во нив. Кржаловски, го видовме и премиерот во Давос. Еве и денеска ја слушнавме неговата оценка во однос на тоа дека самитот прилично успешно поминал. Мислите ли дека Македонија успева доволно добро да се позиционира во ова време? Значи, со една нога сме во Европската унија, со половина нога сакаме Америка да ни биде партнер, со некој друг дел од телото настојуваме да бидеме блиски со сите, меѓутоа како гледате на тоа? Зборувавме за меѓународното право и генерално, како што кажа ти, за малите земји, тоа е основата за која треба да се држат. Додуше, веројатно, ние сме растени у време кога тоа генерално се почитувало и особено држава која го пропагирала као правата на помалите, нели, као Југославија на своевремено, па памтиме дека повеќе или помалку тоа функционирало, иако јасно ни беше цело време дека тоа функционира додека им одговара на големите. Правата на вето до Советот за безбедност покажуваат дека кога не им одговара, едноставно тоа се случува, особено војната во Газа блатантно тоа го покажа
дека без разлика кој е на власт, не за да го кривиме Трамп, дека чуда прави со меѓународниот поредок, дека и во времето на Бајден за Израел се важеше посебна политика и таа е непрекината овие 70 години со вакво меѓународно право. Но пак како мала земја треба да се држиме до тоа, бидејќи таа ни е, да речем, не единствената шанса, туку главната, иако и на нашиот пример видовме дека не функционира. Ние го добивме случајот во Хаг против Грција и тоа не ни вредеше многу, бидејќи не се спроведе одлуката, односно блокадата продолжи. Добро, накаде гледаме, кај Европа, кај САД, бидејќи гледам дисонантни тонови во самата влада понекогаш. Некогаш како да немаме ни сами со себе расчистено што точно треба да направиме. До сега беше лесно, нели, како се вика, и Америка и Европа беа едно. Па беше исто да се гледа она што се случува сега во тој дел, не става во некоја ситуација, особено што оваа влада, односно владачката партија е блиска и до Фидеш на Орбан, кој нели се исто така се поставува поблиско со американската администрација отколку со колегите од Европската Унија и не става малци во чудна ситуација и нас како држава. Го гледав пред некој ден министерот Муцунски, мислам дека се потсетив на една изјава од словенечки министер за надворешни работи, што од Ирачката војна кога беше, демек што мисли Словенија за дали да се приклучува. Ние сме премногу мали за да мислиме воопшто. Но ова не па некој да не праша или ние да кажеме што треба да се прави, така да најдобро е да се почека, како што и министерот рече, да се види како ќе оде и да се потсетиме и на председателот Глигоров на политиката на еквидистанца, да бидеме добри и со едните и со другите. На целава ситуација со Гренланд имаше малце смешни ситуации, имаме ние партнери од Данска, па им ги дадовме сите препораки што нас не ги дава за проблемите со Грција и Бугарија, па така им викаме: вие разговарајте и најдете заеднички прифатлив компромис. Ние ќе поддржиме секое решение за кое вие ќе се договорите. Мислење Данска и Америка и слично. Така или на крајот на криштата не е многу страшно да го промените уставот, ќе декларирате дека Гренланд не е веќе ваша територија и ќе преживеете. Така да се рефлектира ново и сега добро е што и на европската страна стана јасно какво е кога на нив ќе се удри стапот, така да речем, како боли. И можеби ќе има позголемено разбирање. Иако прашање што тоа значи за нашиве релации, бидејќи ние имаме некој друг зацртан пат по кој што очигледно мора да одиме, но ајде за тој малку подоцна. Не сум сигурен дека беше најсреќна споредбата меѓу Гренланд и Македонија, но секако беше добро да се слушна. Болката е слична. Духовитиот Добро, прилично глаголиво, значи Македонија се позиционираше како партнер на САД во целиот овој процес, преку изјавите барем на владините представници, а потоа се случи оној одбор за мир каде што Македонија не влезе. Како тоа да го толкуваме? Видете, тоа што Македонија не влезе во одборот за мир на Трамп, не велам на Америка намерно, можда и подобро. Можда и подобро. Не можда, него сигурен сум дека е подобро, особено заради друштвото во кое се најде Трамп во тој одбор за мир под наводници. Како и да е, Соединетите Американски држави се стратешки партнер на Македонија. И тоа е, ние треба да гледаме на државата, а тоа како глаголиво одредени политички ентитети и фигури во земјава, и не само во земјава, туку и во Европа, во соседството, се однесуваат кон Трамп. Имам чувство дека тие повеќе сакаат да му угодат на Трамп, отколку да ги исполнат оние простори кои подразбираат стратешко партнерство со одредена држава. Значи, повеќе стратешкото партнерство со Трамп, отколку со Соединетите Американски држави, и тука треба да направиме сериозна разлика. Понатаму, Македонија како држава, иако е мала, таа е значајна во на европскиот континент. Коридорот 8 е многу значаен во целата констелација, не само визави Украина, туку
воопшто за европскиот континент. И тука нашиот стратешки интерес како европска држава секако дека треба да биде приоритетен. Да не зборуваме за тоа дека НАТО членството ние не треба да го гледаме како нешто наметнато, а ниту да го гледаме како трофеј. Добро, колку имаме активна дипломатија во тој? НАТО е гаранција. Гаранција за тоа дека нашата земја под услов, сепак под услов Европа да остане единствена, зашто постојат реални услови, НАТО е гаранција за тоа дека оваа земја ќе опстане во услови на ваква многу сериозна фрагментација на силите. Добро, иако на моменти се постави прашањето и за самото НАТО, или што ако во НАТО не прашаат дали сме за Гренланд и неделива Канада или Данска, или пак за САД, како би одговориле на тоа прашање? Јас дали добив прашање сега како да одговори Македонија? Жонглираме малку со топката. Како да одговори Македонија во поглед на прашањето за Гренланд? Мислам дека е многу јасен одговорот како треба да одговориме. Гренланд е автономна територија која е во рамките на Данското кралство. И тука завршува ставот, тука завршува и позицијата во која ние треба да се... Само да се подсетиме дека и Косово беше автономна покрајна во рамките на Србија, таму некако почна целата ова. И дури Русија ја оправдува целата своја агресија во Украина со тој случај. Да, само што Гренланд не сака да се отцепи. И Гренланд не е под окупација сака да се отцепи, нека да биде дел од Америка. И сериозно кршење на човековите права. Добро, да, кршење на човековите права. Секој случај или секоја има своји специфики, нормално. Сосема различна. Наумовски, како да игра Македонија во оваа нова геополитичка игранка, особено меѓу ЕУ и САД? Па во однос на прашањата кои што претходно ги споменавме неколку. Да, во однос на Гренланд, мислам дека според информациите што дагаат, работа да се движи кон една состојба во која што ќе се постигне некаков компромис, односно нема да има потреба за земање страна внатре во НАТО и тука ќе бидеме ослободени од тој притисок, како што кажавте вие, да се определиме дали сме поддржувачи на американската позиција или на доминантниот дел од европските сојузници на НАТО. Секако дека постојат предизвици за нашата дипломатија, која што, да се подсетиме дека не располага со бесконечни ресурси. Ние би требало да се фокусираме на она што се нашите суштински интереси и пред се, според мене, во областа на инвестициите и економската и трговска соработка. Она што значеше членство или нечленство во одборот за мир во Газа, според мене не е дел од нашите приоритети, затоа што ние сме членка на НАТО, имаме зацртано пат за членство во Европската Унија и сите напори, сите ресурси треба да искористиме во тој правец. Многумина го поистоветува тоа можно членство во тој одбор за мир во Газа со верификација на некаква релевантност на меѓународната сцена, меѓутоа не се споменуваше и оној дел за евентуалните обврски кои што секоја држава ќе ги има од финансиски и друг карактер, така што мислам дека треба да се наблюдува целата слика. Онолку колку што може нашата дипломатија е активна, секогаш може повеќе, секогаш може да се насочат уште повеќе ресурси. Лично сметам дека дипломатијата недоволно располага и со финансиски и со кадровски ресурси, треба да се помогне во таа насока со цел да биде поуспешна надворно. Тоа повторно е дел од севкупните политики на државата и доколку се ослободат веројатно некои други ставки, буџетски да ги речеме, ќе се насочат кон дипломатијата, затоа што не можете да очекувате резултати од дипломатијата, а истовремено таа да не биде доволно екипирана. Ние имаме се уште дипломатско-конзуларни представништва што не се соодветно пополнети не само со амбасадори, туку и со персонал таму и веројатно во наредниот период можеме да очекуваме зајакнување на тие ресурси со цел поуспешно представување на државата надвор. Освен овие геостратегиски прашања кои што се разбира многу важни, ние имаме и некои регионални предизвици со кои што се соочуваме. Повеќе пати го напомена од повеќе извори
влијанието на така наречениот српски свет и она што и вие претходно го споменавте, влијанието на Орбан и на целата таа оска во македонската политика, колку концептот на српски свет се вклопува во македонската нова нестабилност терал? Имено српскиот свет, ние сме дел од српскиот свет. Во едно неодамнешно интервју со поранешниот председател Пендаровски, тој кажа дека Македонија е веќе и прокси држава на руските интереси овде. Српскиот свет е во оската на руските интереси, односно во периметарот, актуелниот збор да го употребам, на руските интереси, и тоа е огледало на тоа што Москва го прави на глобални нивоа. Српскиот свет го прави тоа во регионални рамки и е во иста линија со тие интереси. Српскиот свет не успеа ни една политичка структура или ентитет во земјава да го канализира и да му воспостави некоја противтежа која ќе биде по сите основи политички, економски, културни, образовни и така натаму, противтежа на таквото влијание. Се разбира дека тоа ќе има и подолгорочни, подалекосежни последици во земјава по сите основи што ги спомнав. И тоа се гледа буквално на секој чекор, секој ден, во секој сегмент. Добро, членството во НАТО беше еден јасен одговор на она што сега се нарекува концепт на српски свет. Претпоставувам дека точно тој беше клучниот чекор кој што требаше да ја одвои Македонија. Можеби преостро ги оценив кога кажав не успеа ни еден политички ентитет или гарнитура. Впрочем, тоа е апсолутно добар аргумент дека НАТО, зачленувањето во НАТО, влегувањето во НАТО на нашата земја, впрочем е сигнал дека постоел некаков стремеж или некаква намера да се воспостави некаков баланс. Меѓутоа, сметам дека на политички, па и економски и културни нивоа НАТО тука не може да ни помогне. Тука може да помогне политичката волја на ентитетите кои ја водат оваа земја. Свртувањето кон Белград буквално во секоја смисла на зборот и занемарувањето на другите обврски во добрососедството, во категоријата добрососедство, тука се разбира Бугарија спаѓа, мислам дека може да се одрази многу лошо на нашата земја. Кржаловски, ја спомнавте еквидистанцата на Глигоров од 90-тите години. Очигледно дека сега не живееме во такво време. Во какво би требало да живееме? Кој што рекоа двајцата колеги, во европско би требало, ама не знам кога ќе стигнеме таму. А за мене дилемата не е толку српски или не српски свет, туку дали ќе бидеме австро-унгарски или отомански свет, односно која империја ќе се реинкарнира тука. Ние традиционално сме биле дел од отоманската империја и тука ги гледаме првенствено според инвестициите, нели? Дали кој телеком, дали е од австрийски или од унгарско потекло или од отоманско, или шопинг моловиве дали се турски или се поевропски, и тука мислам дека е повеќе борбата. Малце се изненадив пред некој ден за спортски клубови зборавме, испадна дека 5 клуба од прва лига турски газди имале. И тоа ме загрижи малце дали сепак превртуваме на отоманската империја, за добро или за лошо. На крај не знам што ќе испадне подобро, ама мислам дека тука е поголема, да речеме, распоредувањето на силите во Македонија од надворешните играчи, отколку било какво, па би рекол и diminishing, како би се рекло, исчезнувачко влијание од српските. Она, барем памтам ја као дете од 69-та, многу поприсутен бил српскиот свет и сме гледале телевизија, сме читале политики и забавници. Сега тоа полека исчезнува, освен овие пинк телевизии кои не знам зашо луѓето тука ги гледаат.
ама имаше некои истражување што дури не го правевме ни ние, туку бугарска партнерска организација која го сведе на некои 3% влијанието руско, вклучително преку српските канали, и веројатно е тоа така, бидејќи кога ќе гледате економските параметри, многу е поизразено европското, дури не ни австро-унгарско или турско, туку европската врска на нашата економија и бизнеси отколку со оваа друга страна, така да мислам дека е јасно што рекоа и колегите, патот е зацртан, колку и спора да го одиме натаму и тоа е тоа. Добро, тоа нашите истражувања и мониторингот кажуваат нешто друго во поглед на влијанието на Русија по сите основи, претежно политичко и преку хибридните операции за влијание. Тоа може да се прочита и овде, да се пофалам малку. Оваа книга го обиколи светот, се наоѓа на масата кај голем број значајни носители на одлуки, главни уредници и така натаму во Европа и пошироко. Тоа е мапа, глобална мапа за тоа како во наредниот период треба да изгледа одбраната на демократијата и човековите права. И тука има 10 поглавја кои имаат конкретни препораки што може да се направи. Значи, и навистина може, тие се навистина doable, но зависи само колку политичка волја ќе се има. Да. Наумовски, на ова прашање во регионален контекст, во кој што Македонија се позиционира како некој можеби помал брат на Србија во услови кога очекуваме деблокада на тој европски пат, меѓутоа дали силно притискаме за тоа, успеваме, не успеваме, каде ни е проблемот? Па едно е јасно, дека ние, што беше претходно споменато, не живееме во една состојба каде што се наоѓаме на една еквидистанца од соседите, за разлика од, би рекол, 90-тите години, кога тоа беше една од водечките политики на понешниот председател Глигоров и така натаму, како да се подзаборави. Сега, има своји традиции тука и влијанието и од соседна Србија, секако ние бевме 70 години дел од една иста држава практично, и тие традиции си имаат своји последици и денес. Истовремено, она што според мене го прави актуелната бугарска политичка елита, и не само политичката елита, туку и општеството, не оди во прилог на тоа евентуално да се избалансира состојбата со различни информации кај нас, доколку споредиме, например, колку имаме не само телевизиски канали, печатен материјал, комуникација помеѓу различните општествени сегменти, ќе видиме дека бугарското општество и комуникацијата со него е многу намалена. И сега, како што кажа, вината делумно е гледам и таму, затоа што со позициите кои што тие ги застапуваат, дополнително ги антагонизираат односите помеѓу двете држави и двата народи, но тоа е тема за една поширока дискусија понатаму можеби. Сега, членството во НАТО секако ја позиционира Македонија на мапата, ориентацијата кон Европската унија исто така, но предизвиците кои што постојат се во овие менливи околности на глобалната сцена и секако на регионалната сцена. Влијанието кое што го има Унгарија во поширокиот регион на незиното соседство, па и кај нас, не треба да биде изненадувачко. Впрочем, Балканот како една територија од секогаш била цел на различни влијанија. Не случајно пред 10-12 години ми се чини имаше една изјава на понешниот американски државен секретар дека државите од Балканот се на така наречената линија на огнот, што значи дека балканските држави, и не случајно растеше притисокот за членство на пред се Македонија и Црна Гора во НАТО, балканските држави се државите каде што се прекршуваат овие различни влијанија, и тоа според мене ќе остане така и понатаму. Ние и понатаму нашиот регион ќе биде цел на различни влијанија. Уметноста на политичките елити кај нас, не само на актуелната влада, е како да се избалансира тој пристап и како ние да успееме од една страна да ги задржиме оние стратешки ориентации и тие да не бидат загрозени од менливоста на политичките елити на власт кај нас.
рано сме од постигнување на некаков консензус, според мене, во однос на овие прашања, како и во однос на многу други прашања, но постигнувањето на таков консензус би значило дека ќе бидеме во состојба подобро да ги процениме предизвиците со кои што се соочуваме и да се ослободиме од разни етикетирања дека сме некакви, како што кажавте, подизведувачи на некои држави. Да не забораваме дека и околностите во соседна Србија, можеби во блиска иднина ќе се променат и ќе зборуваме за промена на ориентацијата таму, се уште не сме дојдени до тој степен, но нас како една држава која што е членка на НАТО и аспирант за членство во Европската унија, сметам дека приоритетите треба да останат такви какви што се. За среќа, најголем дел од релевантните политички партии ги поддржуваат тие приоритети и барем во тој дел сметам дека сме усогласени. Како понатаму во спорот што го имаме со Бугарија практично, Верал? Мислам дека Бидејќи нема ништо без решавање на тој спор во однос на тие европски аспирации. Беше многу добра илустрација неодамнешната размена на остра реторика, поточно на острата реторика на премиерот Мицкоски и министерот Муцунски, кога се зборуваше за извештајот, односно стратешкиот план за етнички малцинства, ако се сеќавам добро, односно помалку бројните заедници, така. Што е исто така малку гротескен наслов, не е битно. Кога ние на малите екрани ги видовме тие зборови, или на малите екрани кои се големи, видовме дека бугарската страна негодувала затоа што бил извештајот на македонски јазик и така натаму. Кога едно многу елегантно, кратко дипломатско соопштение издаде Министерството за надворешни работи на Бугарија, кој никогаш не сме имале проблем со македонскиот јазик. Ниту сме го воспоставиле тоа како проблем и во овој случај. Се работи за извештај кој вие сте го представиле на македонската јавност на англиски јазик, што е чудно. Патем речено, овој извештај, односно план, како се вика, акцијски план, да, точно така, акцијски план за унапредување на правата на заедниците, е нешто што треба да уследи откако ќе исполните обврската што сте ја преземале за да ги внесете бугарите во македонскиот устав. И нели завршува со една дипломатска елегантна реченица во која вели, инаку сме отворени за сугестии, за овако. Таа цела тие неколку дена на тензични изјави, на реторика која беше така помпезна, остра во јавноста, е добар пример за тоа што треба, а што не треба да се случи. Што треба да се случи? Не треба да се случи тоа што се случи. А што треба да се случи? Треба да се случи да седнат сите политички партии во парламентот и да ја исполнат обврската што земјава ја има кон Европската унија, кон себе пред се. Кон себе да ги внесе бугарската заедница и уште 4 други заедници кои чекаат одамна да бидат на тој начин валоризирани, односно признаени во македонскиот устав, во преамбулата, што е прилично символична ситуација за ние да го откочиме патот кон Европска унија, што е македонски национален интерес. Но и таму нема гаранции. Како вели сега бугарскиот министер пред некој ден, вели, дојдете сите македонски возачи, земете си бугарски пасоши и ќе немате проблем во Европа. Во контекст на блокадата што сега се случува. Сакам да кажам, тоа со блокадата, со камионите, со превозниците е уште еден пример како може една економска мерка или административна мерка со брзина на светлината да стане политичка тема. И тоа е, за жал, ситуација од која не можеме да сакам да кажам дека и бугарскиот наратив очигледно ја има многу посилна символика и динамика отколку што би сакале тука да го слушаме и гледаме тоа. Мислам дека можеме со речиси со сигурност да тврдиме дека на патот до целосно зачленување на
Македонија во ЕУ ќе има уште многу сопки, кои во прв ред сами ќе си ги поставуваме. Бидете сигурни, бидејќи македонското општество е такво и македонскиот систем е таков што му бара многу работа, многу реформи, кои очигледно е дека не многу капацитети има се внесуваат во тоа, дека ќе има пречки и понатаму од бугарска страна, сигурен сум, се кладам веднаш, дека ќе има пречки и понатаму, меѓутоа една земја која е решена да оди во ЕУ, сигурен сум дека сите пречки може да ги надмине, особено оние пречки што може одредени политички ентитети во Бугарија да ги направат, што не значи дека Бугарија е непријателска држава. Напротив, тоа е, да потсетам, првата земја што ја призна Македонија како држава е токму бугарската. Потоа Турција дојде. Кржаловски, може ли оваа година да има посилна динамика во тие бугарско-македонски преговори? Или очекувате ли? Се сомневам, особено од оваа епизода која покажува дистанца плюс од одлуката на Бугарија да оди на пак на нови избори. И генерално дека да нема што многу да се очекува во таа смисла. Проблемот со, бидејќи пак како што каже Џабер, јасно е дека уставните измени се камен од насопнување и очигледно е дека ВМРО не сака тоа да го направи. Се обидува да издействува нешто враќање назад чекор, а Бугарија секако не сака тоа да го направи, а и Европската унија по инерција, кога нешто го смета за завршено, еве 2 години го на истиот став дека нема што тука да се мене, сме се договориле и така продолжуваме тој момент натаму. Предпоставам дека ВМРО и натаму ќе се обидува да направи нешто за да има некаква остапка или некаква гаранција, што и да биде тоа во каква и форма да е, дури да не се продаде како некаква гаранција и да ја нема, но дека нема да има сериозен напор за да се почнат постапката на уставни измени додека нема некое такво поместување од европската страна. Интересно е што имаше најави, министерот ги спомена дека во декември самата Европска комисија и председателката се заангажирале да има динамика во односите меѓу Македонија и Бугарија и директни средби со посредништво на ЕУ да нешто се случува. Но пак ја речам, не гледам дека има сериозно придвижување во таа насока. За проблемот со вакви големи прашања, така да речем, во која можеме да го ставиме и Гренланд и да се повикаме на примерот, што никогаш нема да знаеме што ќе беше, ако беше. Ако се одлучеше поинако или наваму. Значи, ние да се прифатеше уставните измени, нема да знаевме каква е ситуацијата сега. Или Гренланд, сега викаме браво за европската единство, ако е тоа допринело да ја смени. Може би навистина четвртата шпекулација што ја кажав дека берзата го решила проблемот со Гренланд. Може ако стане утре Трамп на лева нога и стварно го нападне Гренланд со воено, никој се согласен дека нема да има војна, дека Европа нема да одговори воено и нема ни потреба. Затоа, ама ако реши да го направи тоа и го направи со воена сила, ќе се случи. Значи никогаш нема да знаеме што би било кога би било. Америка има 18 бази на Гренланд. Да, имала. Сега само една. Не, уште ги има инсталациите, таму се бази. Имала, мислам, 20.000 војници. Самата се ги повлекла, сега има 130 и нешто војници. Значи, тоа што може Трамп да го направи е да ги врати тие 15-20.000 војници таму, кои ќе почнат да влијаат на економијата на Гренланд. USAID, барем едно одделение да отвори во кое граѓанското општество на Гренланд ќе го финансира, кое одеднаш ќе се освести дека сака да биде американско општество и така натаму. Се малку се шегувам, од која ја решивме Македонија да го решиме и Гренланд. На фома да споредам сега, некои се противат на противењето на ВМРО за уставните измени. Ама еве Данска не попушти и победи. И се можеме да речеме да, ако издржиме доволно или направиме, ние сме единствени, а не сме. Да, ама прашањето е дали издржувањето е добро, зашто пасошите се штанцаат и така натаму и така натаму. Значи, примерот е одличен со Гренланд, затоа што зборува за постапноста, од која се откажува Трамп,
заради тоа што е склон кон спектакли, кон помпезност, кон тоа да биде under the spotlight, а да впрочем процесуалноста или постапноста на нештата ги занемарува. И кај нас политичарите повеќе сакаат да бидат под рефлекторот и да прават спектакл, отколку навистина се зафатат со работа. Ви благодарам, да. На мојата сника. Нововски се може би има нешто да дополни, но веќе немаме време или ако е кратко? Не, кратко, прашањето беше во однос на Бугарија, сметам дека два моменти ќе го одлучат на тамошниот тек, тоа е како ќе изгледа идната бугарска влада, веројатно предводена од торниот одамнешниот претседател Радев. И второто прашање дали ние тука ќе имаме година предвидени парламентарни избори или не. Вакви прашања според мене кои што можат да предизвикаат некаква негативна оценка за рейтингот на владачките партии се решаваат на почетоците на мандатот, бидејќи почетокот на овој мандат веќе е зад нас, евентуална нова шанса со некакви гаранции би можела на почетокот на некој нов нареден мандат. Ви благодарам на сите тројца што бевте денеска гости на Директно. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.